Здраво на сите и добре дојдовте во мојот нов влог. Денес одлучив да започнам еден нов влог. Претходниве дена, сите дена бев зафатена, работев. Сега имам 2 дена слободни, па имам некои обврски. Вие го гледавте претходното видео, каде што снимав хол. Таму ви кажав дека повеќе еден период нема купувам облека, сега ќе ви кажам зошто. Затоа што треба да купувам многу други работи кои моментално ми се интересни, затоа што ние се селиме. Најдовме друга куќа, не е нова, но е многу добра и многу ни одговара. Има и двор и имаме многу простор, многу повеќе од колку сега. Па затоа моментално сум возбудена за купување работи за дома. Треба да купувам некои елементи што недостасуваат. Обично во секој стан, тука во Германија, кога се селите, имате вградена куња, но ние за жал немаме. Тоа мора да го купиме. Не знам, има некои работи што треба да се преправат, затоа овој месец ќе биде многу долг за нас и имаме многу обврски. Јас веќе почнав да средувам со документи и такви слични работи. Се селиме во 2 фамилиарна куќа, јас и Филип. Долу ќе живеат моите родители и сестра ми. Многу ни одговара, затоа што многу е важно да си добар со луѓето кои што живееш, без разлика дали во иста зграда или во иста куќа, не е важно. Тоа е тоа. Денес треба да одам да купувам некои работи што ни фалат за дома, треба да одам до пошта, исто планирам да одам во аптека, треба да се направам термин за очно, за преглед. Затоа што јас, како што знаете, носам леќи и долго време не сум се прегледала, не знам дали воопшто смеам уште овие да ги носам или треба да ги сменам, така да тоа морам да видам. Од сабајле сум станата и правев секаде термини, знаете како тоа е кога имате преселба и такви работи, мора се да се заврши на време. Веќе морам да почнам да пакувам, да чистам, затоа што мора да чистиме таму каде што сме и да фарбаме. Исто планираме да фарбаме и во новата куќа, тоа е добро. И ни фалат исто кревет за водневната соба, теписи, пердина, такви ствари, такви работи што мора да ги земам. Многу сум возбудена, обожавам да купувам за дома работи, многу се радувам. Мислам дека ќе биде се, само треба малце да имам трпение. Нас договорот ни е од 1 април. Исто до тогаш мора да завршиме и да веќе се преместиме. Не знам како тоа ќе изгледа, мора да видиме. Јас се надевам дека се ќе оди по планот, иако ние работиме. Како што знаете, јас ви кажав дека ние имавме патување планирано на средина на март, но ништо, тоа мора да го откажеме, мора да ги средиме првин овие важни работи. Вчера си направив ногти, нови. Знаете, оние мои претходни зелени, не можам. Јас боја не можам да носам. Мене по 2 дена одма ми се досадува и одва издржав. Од вчера мислам дека сум како нова. Верувале или не. Така да, одиме. Би можела да ви снимам видеа од типот како да најдете стан во Германија, како да дојдете, како е животот овде. Да, тоа дефинитивно ќе го снимам.
Сега ми дојде идеја. Јас воопшто немам снимано видео каде што кажувам моје искуство и тоа би било добро да тоа очекувајте го. Јас стигнав, треба да испратам едно писмо и да видам што се ми треба. Ми треба едно средство за чистење. Да. Толку многу работи што сакам да направам во исто време. Дојдов овде без кесе, без никаков документ, ни возачка. Сега одам само да го пратам писмото и назад се враќам. Не може. Не можам ништо без картичка. Одвај стигнав дома, од сите страни беа улиците забранети. Од едната имаше градење на патот, од другата имаше исто нешто затворено. 20 минути возам, не можам до дома да стигнам и плюс нема возачка. Се случува. Добре дојдовте назад. Сега ќе ви кажам што се купив. Пред неколку дена ја најдов оваа книга. Се работи за историски роман за некојата беа во Париз. Книгата е на германски и почнав да читам. Прочитав само 10 страни. Разбирам, не баш се, ама разбирам доволно да разберам што се случува и планирам да почнам да читам книги на германски. Јас многу сакам книги, ама знам дека морам да си го подобрам мојот јазик и ми треба збогатување на речникот, така да ќе пробам на овој начин. Иако јас гледам филмови и сте тие работ на германски јазик, разбирам се, сепак сакам малце и на овој начин. Многу ми е сладка. Така. Сега ви кажувам што се купив. Бев до ДМ, таму не ви снимав. Купував некои средства за чистење, затоа што моментално ми се потребни најмногу. Тука имам и некои весници, ми треба за виткање на сите овие кршливи предмети, украси, такви работи што имам. Да почнеме. Купив сагротан, средство за чистење, за фуги, за пот, за мувла, бактерии, за цела куќа. Пишува дека е многу јако. Обавезно треба да носам на ракавици кога чистам со вакви јаки средства. Тоа ми е јасно. За фуги, за плочки, за такви работи. Купив средство за фрижидер. Исто тоа морам добро да го исчистам. Купив едни крпи. Овие се за садови кога ги мијате, па ги оставате да се цедат. Добивате две во сет. Јас зедов една црвена, една жолта. Хартија за печење. Сунгерчиња. Купив еден виз или цев или шојамилх, како и да го викате. Овој не е обичен, туку е со лимон, мислам. И се користи буквално за се. Јас го користам и в купатило и во куња. Кеси за џубре. Овие се таблети за во WC шолја. Отстранување флеки и нечистоти. Потоа купив еден прашак за затнати цевки. Тоа морам да го турам. Мислам, кај мене не се затнати, ама од каде да знам. Морам да
скоро секој месец турам по малце од овие. Имам едно друго средство од Lidl. Многу добро функционира и знам дека уништува се, примери во тушкавина коса, ја уништува скроз. Овие многу популарни и познати марамчиња од Дем. Јас искрено не користам нешто кај нешто, ама ајде. Мислам, понекогаш ги купувам, ете, така да речам. Јас обично се бришам со средство и со крпа. После тоа, уште едно средство за како се вика? Ова е за калк. И уште вакви телчиња за рибање на, јас ги користам и за релна, и за садови, и за тајмерите. И ја имам она пинк паста, што ја купив од Акцион, знаете, имав и шорт, имав и, ви покажав во еден од претходните влогови, која што беше многу популарна, дека многу добро чисти. Не е така едноставно. Јас чистев тенџерина, тавчиња. Требаше многу да ги тријам за да излезе нешто и пак не беше перфект, ама мислам дека сега ќе ја искористам во моето детално чистење на станот. Тоа е тоа од мојот шопинг од Дем. Сега планирам да почнам со чистење и затоа што сакам еднаш цел стан да го чистам генерално, после тоа треба да се вароса и после тоа уште еднаш само она кафино за се што ќе остане. Така. Уживајте во моето средување на стан. Јас се преслекувам мојот секојдневен аутфит за чистење и може сега да почнеме. Да се пуштиме нешто за мотивација, да не мотивира. How to stop being lazy and pathetic. Ова е за денешнава атмосфера. Lazy, how can I be more productive, blah, blah, blah. Здраво на свете и добро дојдовте во ден 2 од мојот влог. Како што знаете, вчера спакував некои работи. Ја средив малце куњата. Имам уште многу работи да правам, но да, денес имам термин. Денес ги земаме клучевите од станот и конечно можеме да земеме мери, да мериме колкавна куња треба да порачам и такви работи. Па одиме заедно. Го купив овој нов Red Bull розев да пробам. Многу е благо. Ова е зеро. Ова има само 2 калории, зашто толку благо? Мислам дека тој што е син Red Bull Light, како и да се вика, тој ми е подобар. Ова означува нов почеток. Многу се радувам. Морам малце да ја организирам мојата колекција со шминки.
što možete да видите, малце организирав. Тук имам некои маски и мини пакувања за патување. Тук ги ставив некој летен накид со школки, стегачи, некои шнули. Имам тук малце накид и шнули, штипки за коса. Тук ми е се за мейкап. Имам тук уште некои работи како што се средство за потемнување. Ова е како некој серум за растење на коса. Имам Рексона, имам некој арганово масло. Имам уште едно масло за коса. И имам фарба. Имам уште некои работи таму што ги користам. Тие ќе ги оставам. И во комодата имам уште вакви работи што се стегачи и шнули. Тие морам исто да ги организирам. Мислам дека тоа е тоа. Да ви покажам што се има порачано давон. Имам еден шампон за опоровување на коса. Исто таква и маска или регенератор. Потоа имам една маска за лице. Еден крем, овој го користам за тело, од авокадо. И уште едно кремче за раце. Тоа е тоа што се однесува до овој влог. Јас се уште спремам и пакувам. Вие ќе можете во продолжение да видите што се случува. И доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во следното видео. Чао!